Малку ќе се оддалечиме од темата, која што ќе продолжи по вестите во 8 часот. Првите парламентарци и председатели на собранието е насловот на изложбата, за која што ќе разговара со соговорникот професор доктор Маријан Димитриевски, нашиот колега Мартин Николовски. Првите парламентарци и председатели на Собранието на Македонија е музејската поставка на професор доктор Маријан Димитриевски, која што е поставена овде во библиотеката Браќа Миладиновци во Скопје. Професоре, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Тука можеме да ја забележиме вашата изложба и вашите дела, што ќе имаат можност да видат посетителите на оваа изложба. Ви благодарам на поканата и на едно убаво добре дојде, ви посакувам што ја посетувате изложбата. Изложбата е посветена на првите парламентарци на Македонија, мислејќи на луѓето кои што ги удрија темелите на државотворноста на Македонија од Асном, па навака и на првите председатели од периодот на 1944 до 2024 година, што ќе рече 80 години државност на Македонија видена преку собранискиот систем како се развил и движел. Станува збор за долг труд, долги години. Колку вкупно имало председатели и парламентарци во периодот кој го споменавте? Значи, долгиот 80 годишен период е исполнет со 24 председатели на собрание, од кои што некои го повторуваа мандатот, како например господин Оставен Андов беше 3 пати председател и негови слични колеги имаше. Но имаше и некои кои што една година соодветствува како председатели на собрание. Секој од нив оставаше траги и оставаше дела кои што се заслужени да се образложат. Би рекол дека овде изложбата не запира, туку ќе продолжи со втор дел кој ќе се посвети на председателите на Собранието на Македонија, за нивните дела, успеси и падови, за нивните намери да ја осовременат македонската држава. Изложбата започнува овде со првото заседание на АСНО. Да, точно така, но пикантеријата е тука за вашите гледачи, што се дадени плочите на АСНО, кои што кажуваат дека Македонија се грижи за местото каде се одржало првото заседание на АСНО. Плочите ги нема денеска, не се на место, бидејќи манастирот се наоѓа во друга држава. Затоа во Пелинце се изгради нова, би рекол, комплекс кој што го негува она што претходно го негуваше Прокопчински, и тука е таа плоча која што е дадена заедно со неа. Но освен плочите, тука може да забележиме и други дела, тука има и фотографии. За кого станува збор на ова пано? Изложбата се базира на изворни документи, тотално изворни документи кои досега во македонската јавност не се познати. Пишувано е многу за АСНОМ, 15 тома, 16 тома документи има издадено, 15-16 студии и симпозиуми се одржани за АСНОМ, но овде станува збор за нешто друго, станува збор за исказите и завештението, односно клетвата што ја даваат тие кога стануваа председатели на собранието и кога стануваа пратеници на собранието. Ако камерата добро ги фаќа, ќе видите дека Владимир Полежина во овој нова пано се потпишал со свое име и презиме. Панко Брашнаров се потпишал со свое име и презиме и свој исказ, што досега не е потврдено, да речеме, кажано како така. И за крај на нашиот разговор да упатиме на покана од сите млади, но и сите граѓани да дојдат и да ја посетат оваа изложба. До кога е отворена? Изложбата е отворена до петок. Веќе преговараме со Собрание на Македонија да ги ја превземат. Имаат голема желба тие таму да ја лоцираат, што ќе рече дека можно и таму да се посетат, но убаво е тие, би рекол, пратеници и заедно со сегашниот председател да го афирмираат и овој дел од историјата кој што е малку познат, да може кај нив да се види уште еднашка. Ние велиме, секој што може да го посети како посетител, ќе има со што да понесе како импресија. Јас гордо велам дека ова табла тука што е позади вас или не знам другата, секојаш кажува нешто што не сте знаеле, нешто што не сте виделе, нешто што е ново. Впрочем, ако е стара, зошто би го повторувале?
направет на криштата, толку труд се вложи, едно 5-6 години се истражуваше во архивите, заедно со една прекрасна екипа која што беше околу мене, не би ја споменувал сега по име и презиме. Тоа се млади луѓе кои што ќе продолжат да работат она што јас го застанав како раководител на проектот. Локацијата на изложбата е Градската библиотека Браќа Миладиновци во Скопје, а ние сме во исчекување и на вториот дел од оваа изложба. Професоре, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Утро во Македонија на утро. Од се срце благодарам на вашата покана што ме почестивте и што дојдовте. Вие на некој начин уште еднаш придонесувате кон афирмација на државноста на македонскиот народ и на македонската нација преку првите пратеници и првите претседатели на собранието.